Благодарам. Редно е да поразговараме за еден од законите за кои што веќе неколку дена разговараме. И навистина вака слушајки ве како излегувате да ги браните владините политики за енергетиката, еден од секторите каде што имате тотално капитулирано, не ми е јасно дали со сила ветера или навистина верувате во тоа што го зборувате, заради тоа што сето она што го произнесовте како аргумент апсолутно не држи вода, бидејќи не знам дали знаете или не знаете, не знам дали читате или разговарате со луѓето или веднаш од собранието влегувате во вашите домови затоа што се срамите да прошетате во местата каде што живеете и не гледате во каква актуелност живеете. Па добро бе луѓе, дали знаете дека за неколку дена од сега ќе има минимум 10% изголемување на цена на струјата? Дали сте свесни дека 40% минимум ќе порасне цената на електричната енергија од кога сте вие на власт? Што зборувате тука, какви статистики читате кога 1 терават часови имаме помалку производство на електрична енергија за една година? Дали сваќате што е тоа? Тоа е помалку, во пари да го преведам, 250 милиони евра помалку пари, односно повеќе пари кои што се издвојуваат од буџетот за да се набави електрична енергија. И зашто зборуваме тука да и стане јасно на јавноста? За заем од 25 милиони денари со кои што треба да се направи 30 мегават часовна фотоцентрала. И тоа е во ред. Но тука има едно друго прашање. Колега Трајанов, професорот, кажа колку е предплатена по мегават час. 200.000 евра повеќе е предплатена. И тоа, ајде да речеме дека некако ќе најдете начин да го заобиколите. Кажете му на народот каде ќе завршат 750.000 евра за консултантски услуги. 750.000 евра ние ќе платиме за некој да не консултира. Понатаму, еве вака, додиме една друга пресметка. За 25 милиони евра ќе добиеме 30 мегават часови фотонапонска централа. До сега, за неспособниот и криминалниот Васко Ковачевски, кој што е директор на ЕЛЕМ, имаме како потрошено близу половина милиарда евра. Ајде да преведам во бројки. 170 милиони државна интервенција од владата према ЕЛЕМ. 170 милиони. 100 милиони евра од ЕБОР заем за ликвидност на ЕЛЕМ. Тоа се до сега 270 милиони евра. Васко Ковачевски и ЕЛЕМ има 300 милиони евра девизни резерви. Од прилика тоа е над половина милиарда. За над половина милиарда ние во државата до сега сме можеле да изградиме фотонапонски централи од прилика од 600 мегават часови. А нема да ги изградиме затоа што сме ги дале овие пари на Васко Ковачевски, затоа што не произведува струја, затоа што ги крадел брутално парите, затоа што камионите на Вице треба да вртат, затоа што треба криминалци да со нивни агенции за обезбедување да го обезбедуваат ЕЛЕМ. Затоа затоа во оваа држава сега има недостиг на струја. И ајде идеме понатака. Знаете ли во што сте шампиони? Шампиони сте во склучување договори за 4 очи. Почитувани граѓани, овие од власта, оние криминалци од ЕЛЕМ за кои што вие ќе плаќате 40% поскапа струја, само во изминатите 4 месеци склучиле договори во 4 очи од 200 милиони евра. Замислете, договор во 4 очи од 200 милиони евра народни пари. За 100 дена да бидеме конкретни. За набавка на мазут ќе кажаме име и презиме. За 3 години 1 терават часови помало производство. За една година помало производство на електрична енергија од 30%. Затоа поскапува струјата. Затоа поскапува струјата. Затоа што не се произведува. А зашто не се произведува? Тука сакам да додадам едно дополнително прашање. Сега гледаме изминативе денови дека е актуелно поплавувањето на механизацијата во РЕК. 3 пати. 3 пати од кога СДСМ на власт се поплавува механизацијата. Еве да речеме by the book зошто се поплавува механизацијата. Затоа што се поплавени јамите. Зашто се поплавени јамите? Затоа што таму треба некој кој што знае, некој да изработи проект и некој таа вода да ја извади од јамите. Но тоа е ако вие сте одговорни према сопствената држава. Но зошто не се прави тоа? И зошто намерно се поплавуваат механизациите? За да може да се склучи договор со надворешен изведувач. За да може некој надвор да дојде и да ги лапне парите од РЕК, да ги искраде парите на народ. Затоа се поплавуваат
од копините во рек. Затоа, и вие колку сакате да зборувате, еве ве повикувам, цела пратеничка група, еден по еден појавете се и јавете се на реплика и прочитајте ми, зашто јас ќе ви читам. Пред 10 години колку производство на струја во терават часови, сега колку производство во терават часови. Ве повикувам, излезете и читајте ми. Ќе ви читам после тоа, па да видиме зошто се намалува за терават часови на 3 години. Тоа е сериозно намалување на производство на електрична енергија. Понатаму, што доби, да кажем, државата од овие шампиони во енергетика? Прво, како што кажав, 10% најмалку ќе има поскапувањето на струјата, но индустријата има до сега 3 или 4 пати. Колкаво ќе биде поскапувањето кај индустријата, кај стопанството, кај оние што го полнат буџетот. Тоа никој не кажува. Понатаму, непроизводството и крадењето од елем се директни импути зошто струјата поскапува. И тоа е ноторен факт. Еве ќе искоментираме на друга работа. Еве да го искоментирам оној партиски председател на регулаторна на Комисија за енергетика, Бислимовски, и ќе се повикувам на негови изјави. Бислимовски вака вели: ќе поскапува сега заради општините. Внимавајте каква ноторна лага. На Бислимовски сега заради општините ќе поскапува струја. Денес го демантираше еден од најголемите оператори кој што ја формира цената на струјата. 68% повисока цена за електрична енергија достави еден од операторите до регулаторната комисија. 68%. И тоа компанија управувана од ваш кадар, не од опозицијата, не од ВМРО ДПМН, од ваш кадар. Вие кои што сте го назначиле, 68% поскапување. Каде се другите две компании? Објаснете го и тоа кажете му на народот. Она што ние ви го кажуваме тука со години наназад, дека ЕЛЕМ мора да најде начин да го зголеми производството на Бислимовски ви го кажа тоа. Бислимовски ви го кажа тоа, дека треба да престанете да крадете, дека треба да почнете да произведувате во термо и во хидроцентралите, затоа што тие се тие капацитети кои што ги имаме. Треба да го покачите производството на струја за да престанете толку да увезувате од страна. И од друга страна ќе ве слушнам, некој ќе рече инфлацијата е увезена. Како може да е увезена инфлацијата кога производството паѓа, а тој недостаток за електрична енергија ние мораме да го увеземе од надвор? Па јас стварно не знам како некој од вас нема елементарен срам и да престане да го брани ова фијаско што се случува. Дајте бе луѓе, отидете во таа партија, седнете, договорите се дека оној Ковачевски треба на клоци да го избркате од теле. Ја не знам што се убедуваме тука ние 2 или 3 дена. Поголем криминалец ниту имало, ниту ќе има. Поголемо фијаско во производството на електрична енергија и во поскапување на цените немало и нема да има. И сега ќе се убедуваме ние тука како вие успешно сте се справувале со кризата, денеска на влада не ги продолживте антикризните мерки. Од утре ќе биде горивото над 100 денари. Излезете и тоа кажете му го на народот. 6 денари ќе поскапи левот. Сите прехранбени производи ќе поскапат од 6 до 10 денари. Струјата ќе поскапи за 10%, за 10 на 15 дена од сега. Како ќе му помогнеме ние на народот? Дали сте го погледнале или на вистина не можете да видите, чекате до ние штабски тези каков ви е ребалансот на буџетот? Катастрофа. Јас стварно не можам да ве разберам. И да, еве, ние поддржуваме и ви даваме насоки, ви нудиме експертиза како да го зголемиме производството на електричната енергија, затоа што математиката го кажува дека многу посериозно, многу попрофесионално и многу подобро од вас сме го работеле тоа. Навистина не можем јас ова да го разберам. 40% ќе поскапи електричната енергија најмалку и ние тука зборуваме за 25 милиони евра заем, од кои што да кажеме 40% ќе бидат украдени од овие кои што се уште во компаниите. Што е особено важно од аспект на интересот на граѓаните? Дека не можеме да имаме стабилизација во енергетскиот сектор се додека продолжуваме со вакви практики да го правуваме енергетскиот сектор. Дали цената на електричната енергија ќе паѓа? Не. Дали цената на електричната енергија поради неспособност на владеачките структури ќе продолжи да расте? Да. И за тоа има решение. Решението се предвремени парламентарни избори на кои што на криминалците ќе им го покажеме патот од излезните врати надвор од тие комбинати кои што произведуваат електрична енергија, а со расширени раци ќе ги дочекаме професионалците кои што во рок од 6 месеци ќе го стабилизираат енергетскиот сектор во Република Македонија. Благодарам.